вечер, почитувани. Предвидено беше ова слово за филмот на Тарковски за Андреј Рублјов да се одржи после неговата проекција, но бидејќи се уште трае полицискиот час, организаторите решија да го поместат пред филмот и сметам дека ова е една од ретките прилики кога короната ни помогна, бидејќи Андреј Рублјов е таков филм што од кога ќе го изгледаме најмудро, значи најумно, најфилозофски би било да се молчи. И тоа да се молчи долго, така што јас имаме привилегија да кажам некој збор пред филмот, што е навистина многу подобра варијанта. Прво ќе кажам неколку збора за самиот Тарковски, а потоа и за филмот. Значи, Андреј Тарковски, според зборовите на Ингмар Бергман, е најголемиот режисер затоа што успева да го фати филмот како призрак, како сон. Тоа не им успевало на многумина режисери во историјата на филмот досега. Значи да го фати тоа што не може да се покаже на сликата, оној живот зад сликата, значи зад приказната, оној метафизички концепт на животот, човечката душа на некој начин. Тоа му успевало на Тарковски. Кога ќе го каже тоа Бергман, човек кој има 60 на филмови зад себе, за еден голем уметник како Тарковски, тоа многу зборува за неговото творештво. А до толку повеќе што самиот Бергман има 60 на филмови, меѓу кои десетина може да се прогласат за ремек дела. Кај Тарковски случајот е малку поразличен, тој има само 7 долгометражни филмови снимени во својата кариера и филмскиот фестивал Филозофски ќе ви ги представи во оваа ретроспекција сите 7. Ивановото детство, Андреј Рублјов, Соларис, Огледало, Носталгија, Сталкер, Носталгија и Жртвопринесување. И сите 7 филмови на Тарковски се ремек дела. Значи, тоа е единствен случај во историјата на кинематографијата кај еден режисер сите филмови да се ремек дела, а тоа е случај кај Андреј Тарковски. Од друга страна, значи, во однос на Андреј Рублјов, какво место има овој филм во неговиот опус? Тој е неговиот втор филм, снимен веднаш по Ивановото детство, значи 66-та година е снимен Рублјов. Ивановото детство имавте можност да го погледнете, повеќето од вас. Добил Златен лав во Венеција, веднаш, значи на дебитантскиот филм на Тарковски добил Златен лав, но самиот Тарковски не бил презадоволен од него, сметал дека е тоа школски филм, го покажал она што го научил на академијата, значи на високата школа за кинематографија во Москва. И оттаму за него вистински предизвик представувало снимањето на Рублјов. Во 66-та го снима филмот од советската цензура, значи од таа идеолошка комисија што постоела во Советскиот сојуз во тоа време, бил забранет, сметале дека е непогоден да ја представува Русија, значи да го представува Советскиот сојуз, и филмот морал 3 години да остане, така да речеме, надвор од фестивалите, надвор од прикажување, не бил во бункер, но меѓутоа не му било дозволено да биде прикажан под изговор дека треба да се скрати некоја сцена. Тарковски навистина скратил некоја минута од филмот, но тоа воопшто не влијаело на целината на Рублјов и тој е прикажан 69-та во Кан и добива награда на критиката, таа е награда на екуменското жири или наградата на ФИ-пресци. И овој филм всушност му ги отвара вратите на Тарковски. Со тој филм станува популарен во целиот свет, но и покрај тоа што му носи популарност, значи тоа е и по други параметри специфично остварување, значи во некој вид можеме да кажеме врв во неговиот опус, иако и сите други филмови, рековме веќе сите 7 се ремек дела. Затоа што овој филм во однос на другите може да се оквалификува другите како камерни филмови. Ќе го земеме Жртвопринесување за пример, таму има само 8 ликови, значи 8 актери. Сличен е случајот со Носталгија, со Огледало, значи малку актери, малку ликови. Тарковски покажал дека со малку пари може да се направат големи филмови, но Рублјов е еден вид на спектакл, значи еден историски филм со масовни сцени, тежок за работа и во текот на својата кариера самиот Тарковски рекол дека Рублјов бил неговиот најтежок филм за работа и дека не би имал повторно сила да работи таков филм. Значи и во тој аспект ова е на некој начин врв во неговата кариера. Зашто зборува Андреј Рублјов? Андреј Рублјов прво обработува една историска личност, тоа е фрескописецот Андреј Рублјов,
кој е живеел и творел во 15-тиот век во Русија, во таа христијанска Русија во тој период. А покрај Андре Рублјов дефилираат уште неколкумина историски личности во филмот. Тоа е неговиот учител по сликарство, византискиот фрескописец Теофан Грк, потоа неговиот духовник Данило Чрни и така натаму, значи повеќеми на историски ликови. Големиот и малиот кнез кои се прототип, значи прототипите се работени според вистинските синови на кнезот Дмитрий Донски. Значи Тарковски ги се послужил, така да кажеме, со историјата и направил филм во кој е поставен во историски рамки, значи во историски контекст во 15-тиот век, но тоа е далеко од тоа да биде само историски филм, нели? Има многу повеќе димензии, повеќе слои на филмот. Андрей Рублјов од Руската православна црква, прво од задграничната Руска православна црква во емиграција, во 1988 година е прогласен за светец, значи едно 20 години по реализацијата на овој филм е прогласен за светител како преподобен Андрей Рублјов и е влезен, нели, во типикот на православната црква. Од друга страна, филмот зборува за некои теми на кои Тарковски постојано ќе им се навраќа. Филмот зборува за страстите и за добродетелите, значи за тој судир на она што христијанските свети отци го нарекуваат страст, значи борбата против гревовите кои човекот ги прави, нели, да не ги набројуваме сега, тука се угодувањето на стомакот, суетата, гордоста и така натаму, сите тие мани, да кажеме, на карактерите кои го заробуваат човекот и ги спротивставува на нивна, од другата страна, добродетелите, нели, спротивните карактеристики кои доведуваат до слободување на човекот. Исто така филмот зборува и за омилената тема на Тарковски, покаянието и простувањето. Во овој филм особено нагласено зборува за улогата на уметникот во општеството. Значи тоа исто така се провлекува и во некои други негови филмови, но овде е тоа во Носталгија е случај, но овде е тоа особено нагласено на судирот, на конфликтот меѓу таа личност творец и општеството што го окружува. Без разлика што се работи за 15 век, Тарковски рекол дека воопшто немал намера да реконструира историската епоха, иако тоа, нели, го прави извонредно, дека ќе користи поставките на руската поезија наместо парадигматските правила на спишување сценарио, и од таму филмот има, така да речеме, мозаична структура. Поделен е во 8 епизоди, плюс нив има пролог и епилог, со кој завршува, нели, епилогот во боја, кој е многу значаен, значи кој е финалето на филмот. Во тие епизоди се хронолошки поставени и се поделени со интертитли, секој титул ја означува годината во која се случува, значи хронолошки тече нарацијата, тука не остапило таа хронолошка нарација, не правил преголеми експерименти, но од друга страна се обидел, рековме, да ги вметне тој систем на руската поезија, значи метафори, параболи и така натаму, повеќе отколку само раскажување. Така што во една од епизодите која е најдолга, во епизодата Звоно, во последната епизода, главниот лик Андрей Рублјов всушност има епизодна роља. Ќе видите и зошто. Значи одстапува од драматуршките правила, но успева да создаде една вистинска фреска на борбата на уметникот со својата средина. Тоа Тарковски го опишува и го потенцира и во неговиот програмски текст, кој е наречен Слово за апокалипсата, каде што ја толкува последната книга од Новиот Завет, последната книга од Библијата, Апокалипсата или Откровението на Свети Јован Богослов. И во тој свој текст Тарковски вели дека секој од човек, значи секој од нас има некаков дар кој му е даден, Божји дар кој му е даден од горе, и дека тој свој дар треба да го развива и е должен да го тој свој талент, значи ја користи параболата за талантите што Исус им ја кажува на своите апостоли, велејќи, нели, дека богатиот човек им дал на слугите неколку таланти, тие ги умножиле. Значи секој човек, секој уметник особено е должен својот талант, својот дар не да го закопа во земја, туку да работи на него и да им го испорача на луѓето. Така да не должам многу да ве оставам со филмот, значи имаме можност, како што другите уметности, архитектурата, сликарството, литературата и другите
нели постари уметности од филмот ни нудат ремек дела со кои се сочуваме во музеите или кога читаме роман на некој од класиците. А овој пат имаме можност на најмладата филмска уметност, која има на најмладата уметност, филмската уметност која има само 130 на години, да погледнеме едно незино вистинско ремек дело. Тоа е филмот Андре Рублјов. Уживајте во филмот. Благодарам.